Бројот на заболени од дијабетес Македонија е на врвот во Европа. Со околу 90.000 граѓани со дијабетес и 40.000 болни кои примаат инсулинска терапија. Македонија има трета највисока стапка на заболени од дијабетес во Европа. Овие податоци ги изнесе министерот за здравство Никола Тодоров по повод 7 април, денот на здравјето, кој годинава е посветен на шеќерната болест. Во светот пак на секоја трета секунда по еден човек се разболува од дијабетес, а на секоја 7 секунда умира по еден. Бројот на заболени од оваа болест се зголеми за 4 пати од 1980 година до сега, соопшти Светската здравствена организација. Повеќе на оваа тема денеска во студио ќе разговарам со доктор Олга Лозановска, која повеќе ќе не упати кон третирањето и превенцијата токму од оваа болест. Доктор Лозановска, добро утро и ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата со оглед на тоа дека постојано сте зафатена, имате работа доста со пациентите, но околу 20 на минути сепак и на гледачите малку и информативно да делуваме во врска со, како што ја нарековте, тивок убиец оваа болест. Да, ви благодарам на поканата. Секогаш е актуелно да се зборува за здравјето, затоа што се повеќе со новиот начин на живот, се повеќе луѓето го занемаруваат и започнуваме да се грижиме за него некогаш откако ќе го загубиме на некој начин. Најпрво, што е дијабетисот, што означува, како треба да се третира? Значи, дијабетесот е комплексно, хронично, метаболно и прогресивно заболување, кое што денес се шири со епидемиски размери. Според Светската здравствена организација, според IDF, во 2015 година се евидентирани 415 милиони возрастни лица на возраст од 20 до 79 години заболени од дијабетес, односно со преваленца од 8,8%. 75% од тие живеат во земите со низок и среден економски раст. Се предпоставува дека во 2040 година бројката ќе достигне на 642 милиони заболени од ова заболување. Значи, според IDF, 2015 година ќе се памети генерално по тоа што од 11 возрастни луѓе, еден има дијабетес, од двајца еден е нерегистриран, 12% од трошоците во здравствените фондови отпаѓаат на третирањето на болните со ова заболување и смртноста на луѓето со дијабетес во 2015 е регистрирано дека 5 милиони луѓе починале точно од ова заболување. Во 2040 година се предпоставува дека 1 на 10 возрастни луѓе, значи, ќе имаат дијабетес. Во Европа таа бројка е 60 милиони луѓе, односно со стапка на преваленца од 9,1%, а во Македонија, според IDF, има 185.600 жители со преваленца од 12%. Значи, тоа е доста висока преваленца за нас. Во светот има 542.000 деца заболени од дијабетес тип 1 и вкупно генерално може да се каже дека 673 билиони американски долари се трошат за третирањето на ова заболување. За дијабетот важи и правилото на половина. Значи, половината од пациентите не се диагностицирани, односно не знаат дека имаат дијабет, половината од диагностицираните не се третирани, а од третираните половината не се добро контролирани. Сега за дијабетот многу е битна контролата, добрата контрола, за да не настанат компликациите кои што доведуваат до вакви катастрофални последици и за самите пациенти, а и за фондовите за здравство.
Најважно е добрата, значи во менаџирањето на болеста, најважна е добрата гликемиска контрола, односно вредноста на гликемијата на гладно да биде во нормални граници, вредноста на постпрандијалната гликемија, односно 2 часа после оброк и вредноста на хемоглобинот А1С, кој што е пожелно да се зема на секои 3 месеци. Според Американската диабетолошка асоциација, вредноста на хемоглобинот А1С треба да биде помала од 6,5 или помала од 6, меѓутоа, според новите истражувања кои што се направени, такви целни вредности на хемоглобинот А1С треба да има кај луѓе кои што имаат пократок век на пократко време имаат диабетес, кои што немаат други коморбидитети, како што се кардиоваскуларните заболувања и други, значи во склоп на организмот, или додека пак кај луѓето кои што имаат подолго време на диабетес, кои што имаат други коморбидитети, дали хипертензија, дали кардиоваскуларни заболувања, вредноста се препорачува да биде малце целната вредност на хемоглобинот А1С да се движи од 7,5 до 8, затоа што хипогликемите кои што се настануваат кај овие пациенти можат да бидат и со катастрофални последици. Диабетот инаку се нарекува дека е тивок убиец, затоа што ако не е добро регулирано нивото на шеќерот во крвта, за 5 години се претпоставува дека не се претпоставува, туку е докажано дека 50% од луѓето ќе имаат слепило, 10 до 21% од луѓето со диабет имаат оштетување на бубрезите, повеќе од 60% во Америка од ампутациите на нозете нетрауматски, значи се должат на шеќерната болест, и 2 до 3 пати е поголема зачестеност, односно смртноста од инфаркти и цереброваскуларни инфаркти кај луѓето со диабетес. Зошто настануваат компликации кај диабетесот? Компликации настануваат заради лоша регулираност на гликемијата, непридржување на хигиено-диететски режим, лош начин на исхрана, пушењето и присуството на други коморбидитети, како што е хипертензија, дебелината, кардиоваскуларните заболувања и така натаму. Од компликациите кои што ги доведува покаченото ниво на шеќерот во крвта се делат на акутни и хронични компликации. Од акутните компликации тоа се диабетичната кетоацидоза, хиперосмоларната кома и хипогликемијата, а хроничните компликации се поделени на 2 поголеми групи – микроваскуларни и макроваскуларни компликации. Во микроваскуларни компликации спаѓа оштетување на очно дно, тоа е диабетична ретинопатија, како резултат на оштетување на малите крвни садови на окото, диабетичната нефропатија, оштетување на крвните садови на бубрезите и диабетичната невропатија, а од макроваскуларните тука се инфаркт на миокардот, цереброваскуларен инсулт и оштетување на големите крвни садови на нозете. Во секој случај се работи за една тешка болест, но ете и повеќе да ги запознаеме и гледачите, што е она што го предизвикува? Ви го споменавте, бидејќи Македонија нели земја со среден економски развој, начинот на исхрана во секој случај се допринесува. Да, стресовите, вирусните инфекции се претпоставува дека можат да бидат генетскиот фактор, повеќе назначен кај 35 до 40% од диабетот кој што се јавува во возрастната популација, генетскиот фактор игра улога, значи некој може да биде носител на генот за предиспозиција да развие диабетес, меѓутоа дали тоа ќе се случи во текот на животот зависи баш од тоа што го споменавте. Значи стресот, начинот на исхрана, вирусните инфекции, брзото темпо на живот денес, дебелината исто така придонесува
Во да секој се развие случај диабетесот. треба да се контролира се она што се прави Да. во животот, нели, и во последно време се повеќе се актуелните консултации со нутриционисти, кога станува збор за правилна исхрана, и кај пациентите кои се со терапија, но и за да не дојде до ова заболување. Ете, бидејќи вие постојано циркулирате помеѓу пациентите, ме интересира како може исхраната да делува правилно во пристапот кон оваа болест, нели, да се намалат симптомите и како треба да се храни? Значи, во исхраната е прво здрав начин на исхрана, значи 5 оброци да се земаат во денот. Тоа важи и за оние луѓе кои што немаат диабетес. Значи, 3 оброци главни и 2 ужинки. Најстрашно за панкреасот и за оптеретувањето негово е ако некој е гладен цел ден и сега во 3 сатот си иди од работа и наеднаш јади, го оптеретува панкреасот и желудникот, тоа е значи она што не се препорачува кај луѓето, значи здрав, правилен начин на исхрана. Во исхраната треба да бидат застапени подеднакво јаглени хидрати, масти, протеини, витамини, минерали. Јаглените хидрати треба да бидат застапени 60% во исхраната во текот на денот, со 20% масти, 20% протеини. Тоа е процент на застапеност на мастите, јаглените хидрати и протеините. Треба да се знае дека во лебот, во оризот, во компирот има најмногу јаглени хидрати, а помалце има во овошјето и во зеленчукот. Затоа се препорачува ужинките да бидат да консумираат луѓето и банана, и портокали, и мандарини, меѓутоа сето тоа во една одредена количина според лебните единици и според телесната тежина на пациентот. Така се одредува и дозата на инсулинот, да речеме, и лебните единици кои што треба да ги внесат пациентите, кои што се потребни ако се подебели, обезни, тогаш помалку лебни единици треба да се внесува, ако се послаби со помал body mass индекс, тогаш повеќе лебни единици се внесуваат. Тоа се однесува до физичката активност. Физичката активност нормално се препорачува затоа што со тоа не само што се троши вишокот на гликемија во крвта, туку и се подобрува осетливоста на клетката за да може да делува инсулинот. Дали тој инсулин е внесен, значи кај пациентите што се на инсулинска терапија или инсулинот што си го секретира панкреасот. Затоа на сите пациенти им се препорачува 30 минути во денот умерено пешачење, сега зависи од возраста на пациентот, од присуство на други коморбидитети, значи кај срцеви болесници, тоа е различно, меѓутоа во секој случај кај сите се препорачува физичка активност. Има млади кои што се врвни спортисти, а имаат диабет тип 1. Значи, апсолутно не е контраиндицирана, баш пожелна физичката активност. Кога сме веќе кај помладите, односно младите пациенти, веќе се забележува и од доста рана возраст, дека можат да заболат од оваа болест. Да, значи на светско ниво од 7 новоредени едно дете е оптеретено со гестацијски диабетес. Вие споменавте генетската предиспозиција, но што е она дополнително што влијае? Бидејќи не е нормално од една страна, затоа што во еден минат одреден временски период немаше толкова заболување кај децата. Сега се повеќе деца или се раѓаат со некои недостатоци во смисла кога станува збор здравствено и се повеќе се зборува повеќе на информации, но што од една страна што треба да прават и мајките пред се и родителите за тоа да се роди нормално здраво и нормални во текот на неговиот развој. Значи вака, кај децата генетскиот фактор е помалце застапен, значи кај децата повеќе е како резултат се смета за автоимуно заболување, каде што организмот си ствара антитела и го уништува панкреасот. Тоа е автоимуно заболување, значи процентот
е поголем во однос на генетскиот фактор, додека генетиката повеќе е застапена кај возрастната популација. Значи генетскиот фактор кај возрастната, кај малите автоимуно заболување. Бидејќи сега автоимуно заболување, и тие заболувања во овој временски период се стануваат се поактуелни, зашто точно станува збор? Затоа што ете и гледачите да ги информираме. Значи, постојат повеќе дефиниции. Да, непозната е причината зошто организмот во даден момент почнува да ствара, дали имунитетот е во прашање, значи се уште зашто ако се знаело баш таа причина ќе имало и лек за тоа, значи повеќе антитела за да си ги уништува одреден, ете тука панкреасот е во прашање, затоа што и пронајдени се специфични антитела во организмот на тие деца кои што го напаѓаат панкреасот и се уништува функцијата и тука веднаш се започнува со инсулинска терапија за разлика од повозрастните, каде што прво се започнува со таблети, а потоа по еден природен процес на прогресија преминуваат на инсулинска терапија, зашто се исцрпува панкреасот со текот на годините. Што се однесува до терапијата? Ете, конкретно за во Македонија, колку правилно се третирани кога станува збор нели за медицинска терапија, пациентите, што име на располагање, консултациите со докторите, како се одвива сите тоа, бидејќи претпоставувам дека целиот временски период има пратење за тоа, дали има пат или напредок. Да. Па во секој случај има напредок во третирањето на пациентите, значи кај пациентите прво тоа се оди по протокол за третман на шеќерната болест кај нас, исто и како во светот, така и кај нас имаме протоколи за работа, значи прво се даваат лекови во таблети, тука имаме секретагози, односно лекови таблети кои што го стимулираат панкреасот да лачи инсулин и друга група на лекови кои што зголемуваат осетливоста на клетките за да делува инсулинот и се прати состојбата преку редовни контроли, редовни прегледи, редовни консултации, значи постои центарот за дијабет во нашиот град каде што пациентите еднаш на 3 месеци си доаѓаат со проверен хемоглобин А1C, со правени профили, редовно се испраќаат на одделението за очни болести, каде што се врши преглед на очно дно, ехо на бубрези, значи особено ако пациентите се мотивирани за да соработуваат, ние секогаш име на располагање. Сега некои пациенти тоа не го сваќаат баш така озбилно и затоа ќе доаѓаат на преглед баш кога ќе имат некој проблем. И така, потоа преминуваат на инсулинска терапија. Во инсулините имаме хумани инсулини и аналози, тоа е понова генерација на хумани инсулини, понова генерација на инсулини кои што се добиени со новата технологија. Поновите инсулини се подобри затоа што даваат помалку хипогликемии, подобро се аплицираат во смисла на тоа дека не е баш пациентот врзан дека мора да јаде, па да пред да јаде да се боцни, значи можат и после јадење да се примаат тие инсулини. Во тој поглед се поефикасни, додека хуманите инсулини се поагресивни, повеќе даваат хипогликемии и секогаш се врзани со исхраната, значи мора да се поцне, па после тоа, после одреден период да јади. Во инсулините имаме инсулини со кратко дејство, премиксни инсулини, мешавина на инсулин со кратко дејство и со средно дејство, инсулини со долго дејство. Третирањето на пациентите е во зависност од возраста, телесната тежина, колку се обезни, колку јадат, како работат и така натаму. Значи секоја индивидуа си е своја за себе. Бидејќи има неколку типови на дијабетес, кој тип е најприсутен во Македонија? Во Македонија дијабетес, значи имаме дијабетес мелитус тип 1, тој е оној кој што се јавува кај младата популација. Рековме дека е поврзан веднаш со инсулинска терапија. Тие пациенти се склони кон кетоацидози, така да мора кај нив контрола да се прави строга. Дијабетес мелитус тип 2
кој што се јавува кај возрастната популација, диабетес, гестацијскиот диабет, кој што се јавува кај бремените жени. Кај бремените жени, појавата на гестацијскиот диабет има два начини после бременоста. Може да се нормализира нивото на шеќерот во крвта, меѓутоа секогаш тие жени треба да си вршат понатаму редовни контроли и да премине во диабет тип 2 и секундарен диабет кој што настанува како резултат на оштетување на панкреасот од било какви болести и така натаму. Тоа е секундарен диабет, тоа е класификација на шеќерната болест. Бидејќи се наоѓаме на крајот од нашиот разговор, јас само би сакала една порака да им испратите на вашите пациенти, но и на гледачите, на што треба особено да внимават и како превенција, но и доколку се наоѓаат во оваа немила ситуација, како да постапат? Значи, сите луѓе треба посебно да внимаваат на начин, значи здрав начин на исхрана, избегнување на стресот, физичката активност да ја применуваат, а додека оние кои што имаат диабетес треба редовно да си го контролираат шеќерот во крвта, еднаш на 3 месеци да си земаат просек за 3 месеци, односно хемоглобин А1С, навремено да си ги земаат лековите, да си се движат и кога ќе забележат било каква промена во својот организам, да си се јават кај својот матичен диабетолог. Доктор Лозановска, јас ви благодарам многу за вашето учество во утринската програма Деница. Посакувам многу успех на вашето поле на работа и се надевам дека овој голем број на ова заболување ќе во следната прилика ќе разговараме дека се намалило во секој случај. Благодарам многу. Ви благодарам и вас. Почитуване, ние одиме понатаму со Деница.